Директни обвинувања за уцена доби шефицата на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева од опозицијскиот лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Тој во гостувањето на еден ТВ во печат на неделата објасни зошто не му даваат поддршка на СЈО за продолжување на мандатот за обвинителството да може да покренува обвиненија. Овдека седеше специјалната јавна обвинителка, кога кажа дека јас сум бил кај незе на состанок, така ли беше? Да. Се сеќавате на тај мислење? Имаше таква изјава, да. Епа имаше уште еден господин на тој состанок и кога прашав ја зошто е замрзнат имотот на ВМРО ДПМН, одговорот од незина страна беше поддржете го продолжувањето на СЈО, јас ќе ви го одмрзнам имотот. Тоа е правото? Кој беше тој господин? Господине, не е битно, знае господјата или госпогицата. Значи има сведок, сакате да кажете. Има сведок кој што може да го потврди. Обвинувањата на лидерот на опозицијската партија Мицковски од обвинителството на Катица Јанева не ги коментираат. Од СЈО се задржуваат на идентичниот став како и досега дека не навлегуваат во коментари на политички изјави. Средбата според Јанева била во ноември минатата година. Ова го рече таа во емисијата Правда и неправда на еден ТВ. Најмногу разговарале за предметот Алир. Тогаш во разговорот беше од моја страна кажано дека во однос на продолжување на мандатот бараме да го поддржи нашата работа јавното претениците од политичката партија ВМРО ДПМН. Господинот Мицковски рече дека не може да влијае на претениците, но ќе разговара со нив и тоа беше официјалниот. Имаше ли господинот Мицковски некакви барања посебни од вас? Не, во однос на замрзнувањето на имотот на ВМРО ДПМН и мислам дека во тој дел мислам дека му одговорив на прашањата кои ги постави. Стартот на судењето Алир треба да се одржи на 7 март. Врховниот суд пред еден месец донесе начелен правен став со кој му се забранува на тимот на Катица Јанева да покренува обвиненија по истекот на 18 месеци и со тоа СЈО станува неовластен предлагач на обвинение. Шефицата на СЈО постојано инсистира преку законодавниот дом да им се реши статусот.